Се заблагодарам на сите колеги што ето седеа тука ме изгласа, на сите колеги што не кандидира и сите оние што сметаат дека оваа гарнитура ќе направи нешто ново. А ние навистина сакаме да направиме подобра лекарска комора, сакаме да направиме комора со која сами ќе се гордееме, а и другите околу нас. Кои ќе бидат вашите први залози при стартување на вашата функција како председател на собрание на лекарска? Не, председател на лекарска комора сум јас. Пред се имаме многу работа околу промена на статутот, внесување во законот за докторска дејност. Имаме доста работа на терен. Оставени се работи што ние треба да ги доистражиме, доиспитаме, да се приближиме кон нашите колеги. И не чека многу работа. Али ќе направиме добар тим, ова е само почеток од тимот. Сметаме дека можеме да направиме добар тим, да засукаме ракави и да се погрижиме нашите колеги да се гордеат со нас. Затоа што за 4 години, кога ќе ни заврши мандатот, треба да застанеме овде и да кажеме што сме сработиле, а тоа треба да е добро. Сакам да им се заблагодарам на сите колеги кои не поддржаа како екипа со доктор Калина во изборот на председател и заменик председател на Лекарска комора на Македонија. Се надеваме заеднички, првенствено со председателот доктор Калина и јас и екипата која ќе оформиме во Лекарската комора, да изградиме едно подобра структура, едно подостоинствено представување на докторите во општеството, да го вратиме позицијата на докторот која ја заслужува во општеството, достоинственото работење, професионалното и пред се во служба првенствено како лекарска комора на нашата фела, а потоа и во служба на пациентите која ни е основна дејност во нашата работа. Секој кој да биде првиот човек треба да се залага за интересите на лекарската фела, за подобро здравство, да направиме вистински реформи во кои што ќе имаме задоволни доктори и задоволни пациенти. Сметате ли дека до сега функционираше како што треба собранието на Лекарската комора и дали мислите дека нешто би требало да се промени со новиот председател кој што ќе дойде? Сметам дека Лекарската комора требаше да биде поактивна во однос на медиумските настапи, каде што ќе си ги промовираше проблемите, во однос на промовирање на идеи на нови реформи во здравствениот систем, во однос на креирање на бројка каде недостига здравствен кадар. Значи има можности, тој кој што сака да работи и кој што има капацитет, секогаш ќе најде нешто со кое што ќе ги придвижи нештата да бидат подобри.